Започнуваме уште едно интервју на телевизија Мега. Мој денешен гостин е државниот секретар во Секретаријатот за европски прашања Ана Блажевска. Господја Блажевска, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Благодарам за поканата. Се надевам дека денеска ќе имаме можност да одговориме на доста актуелни и интересни прашања за нашите гледачи. Најпрво ајде да започнеме со функцијата и работата на Секретаријатот за европски прашања. Оваа институција е формирана веднаш откако добивме во 2004 година можност за отварање на преговори. Ајде најпрво да започнеме од 2005 наваму имаме една институција која работи во однос на така условно речено европските прашања. Која е функцијата и работата? Секретаријатот за европски прашања е стручна служба на владата, која што го координира севкупниот процес на зачленување во Европската унија. Тука имаме од една страна координирање на усогласувањето на македонското законодавство со правото на Европската унија, значи транспонирање на сите оние регулативи, директиви кои што откако Македонија ќе стане земја членка ќе бидат права и обврски на нашите граѓани, меѓутоа исто така координација на сите европски фондови што се достапни за Република Македонија и како трета компонента во нашата работа имаме подготовката на националната верзија на европското право, која што е една тема која што е можеби помалку позната за јавноста, меѓутоа одзема на вистина многу време и многу ресурси, затоа што реално ние нема да можеме да станеме земја членка, се додека не ги преведеме сите 180.000 страници европско право, кое што ќе бидат нели наше законодавство во иднина. Во сите овие години од 2004 наваму сме имале повеќе препораки, условени и последната беше условена препорака за отварање на преговорите. Зошто? Во ноември добивме по 8 пат препорака, втора која што беше условена и тоа имаше неколку елементи на тоа условување. Првиот услов го исполнивме, тоа беше одржување на фер, кредибилни избори, кои што се случија во декември. Понатаму вториот елемент беше исполнување на договорот од Пржино и третиот елемент на кој што се уште треба да поработиме, тоа е исполнувањето на итните реформски приоритети. Меѓутоа, во моментов со актуелната политичка ситуација, ние немаме влада со политички легитимитет и немаме собрание кое што започнало да работи по изборите, така што добар дел од овие итни реформски приоритети, посебно оние кои што се однесуваат на донесување на нови закони или подзаконски акти, се до некаде во застој. Ја споменавте политичката ситуација, колку таа влијае на овие препораки кои ги добиваме и колку ќе влијае на онаа што ја очекуваме во иднина? Прве да кажеме дека кога не би била политичката ситуација ваква каква што е, нашата препорака во секој случај не би била условена заради тоа што се друго што може да се исполни за ние да добиеме датум за преговори, веќе сме го исполниле. Во таа смисла политичката ситуација има огромно и многу негативно влијание врз нашиот евроинтегративен процес. Ги споменавме и итните реформски приоритети во однос на насоките кои ги добиваме, што се досега сме успеале да спроведеме, а што останува да биде спроведено во иднина, кога еве би зеле како една предпоставка дека оваа цела ситуација која имаме во земјава што поскоро ќе се реши и наопшто добро и желба на сите ќе продолжиме по тој пат кон Европската унија. Итните реформски приоритети всушност се однесуваат на најчувствителните области во едно општество, на политичките критериуми, односно на поглавјата 23-24. Тука станува збор за судството, за сите реформи кои што треба да ги направиме во областа правосудство. Понатаму реформите во областа на следење на комуникациите, медиуми, реформа на јавната администрација и борба против корупција. Во рамките на овие области потребно е широк општествен консензус, потребно е сите политички партии да најдат некое решение што би било прифатливо и за нив и се разбира во интерес на сите граѓани. И токму затоа овие области се најделикатни и најтешки за реализација, особено во една ваква комплицирана ситуација во која што се наоѓаме денес.
Во изминатите неколку дена особено актуелно е отворањето на поглавјата 23 и 24 со оглед на тоа дека председателот на СДСМ Зоран Заев изјави дека при последната посета на еврокомесарот Јоханес Хан било ветено дека со формирање на нова влада ќе се отворат овие поглавја, а веќе наредниот ден Маја Коцијанчич испрати демант дека тоа не е возможно. Ајде да објасниме за нашите гледачи дали Хан воопшто може да вети отварање на вакви поглавја и зошто веќе наредниот ден имавме демант. Како оди отварањето на поглавјата 23 и 24? Отворањето на поглавјата 23 и 24 е дел од севкупниот процес на преговори. Значи, кога ние ќе добиеме датум за преговори, ќе ги отвориме и поглавјата 23 и 24 и сите поглавја понатаму што следуваат. Тоа е процедура која што е утврдена со правила, со прописи, со основачките договори за Европската Унија и никој, посебно не во рамките на Европската комисија, не може да гарантира дека тоа ќе се случи. Треба да знаеме како функционираат институциите на Европската Унија. Европската комисија е таа што има моќ да препорача отварање на преговори и тоа е она што ние го имаме. Иако беше условена таа препорека, ние во ноември ја добивме. Следен чекор е Советот на Европската Унија, каде што седат на маса 28 министри за надворешни работи или Европскиот самит, каде што седат на маса шефовите на држави и влади од сите 28 земји членки. Тие се тие што треба едногласно, со консензус, да одобрат отварање на преговори. Дури ако една земја членка не се согласува со тоа, а знаеме дека во нашиот случај секако ќе се најде таа една земја членка, нашиот јужен сосед, која што не се согласува со тоа, ние нема да можеме да отвориме преговори. Во таа смисла не би сакала да коментирам поединечни изјави на некои политичари. Сите имаме желба да се отворат преговорите, меѓутоа тоа нема да се случи доколку комесарот Хан или кој да е од Европската комисија го вети на било кој начин, затоа што има пред се процедура која што мора да биде испочитувана и во нашиот случај, бидејќи го имаме според со името, се додека не го решиме според со името, ние нема да можеме да отпочнеме преговори. Може би токму и во таа насока треба да се интерпретира некако таа изјава. Може би господинот Заев или кој да е некој друг има некаков план да направи одстапки во однос на според со името, да ги прифати условите кои што ќе ги понуди Грција и на тој начин секако дека ако се реши според, ние ќе имаме многу подобри шанси, многу подобри изгледи да отпочнеме преговори. Сметате ли дека влијанието на Грција и нивниот став околу ова прашање воопшто не бледнеат и ќе останат на истиот став се додека не дојде до промена на името на Република Македонија? Според со името во Грција веќе станат прашање на домашна политика, на внатрешна политика. Иако во моментов имаме политичка партија на власт, Сириза, која што не е толку обременета со според со името, сепак и таму има коалициска влада и таму нивните партнери се доста националистички ориентирана партија, која што гледаме дека не е подготвена, исто како и добар дел од другите партии во Грција, да направи никаков компромис во однос на името. Така што ако во моментов се размислува за решавање на според со името, тоа веројатно значи прифаќање на условите кои што би ги наметнала Грција, затоа што во овој момент не гледам дека бледнеат сите тие условувања кои што доаѓаат од нивна страна. Кога би зеле во предвид една малку посветла ситуација, една малку поубава иднина во однос на отворањето на овие преговори, еве да земеме под претпоставка дека ќе добиеме препорака за да можеме да започнеме со преговорите. Ајде да го објасниме како би се движел и тој процес. Процесот на преговори, колку и да е една земја подготвена или напредна во однос на исполнување на сите стандарди, норми кои што ги бара од нас Европската Унија, зема време затоа што е процес во голема мера бирократски, технократски, сложен со процедури кои што земаат време и во таа насока дури ако еве да кажеме утре условно добиеме датум за преговори, сепак ќе ни бидат потребни најмалку неколку години, можеби и 5 години, за да ги завршиме тие преговори да станеме земја членка.
Она што го правиме во меѓувреме и единственото нешто што можеме да го направиме е да си работиме самите на сите оние работи кои што знаеме дека ќе бидат побарани од нас, и во таа смисла секретаријатот е токму таа институција која што работи паралелно со сите други институции на усогласување на сите закони и подзаконски акти со европското аки или европското право. Дали е ова еден од начините на доближување кон Европската Унија, а во отсуство пак на преговори во моментов? Да, секако. Треба да имаме предвид дека она што ние го правиме, не го правиме само заради тој датум да почнеме преговори или да станеме земја членка. Знаеме дека европските стандарди во многу области се меѓу највисоките, ако не и највисоки во светот, така што она што го правиме преку согласувањето со сите тие стандарди, регулативи, директиви, прописи, е всушност обезбедување на поквалитетен живот за нашите граѓани, и токму таа е перспективата од која што би требало да ги наблюдуваме работите. Колкав напредок е постигнат во однос на доближување кон Европската Унија од 2004 до сега, со оглед на тоа дека рековте кога би започнале преговори би ни требале неколку години. Меѓутоа, колкав напредок е постигнат во изминатите години? Треба да се разгледува поглавје по поглавје, затоа што во некои поглавја природно е да имаме, да се полесни, да имаме побрз напредок, поголем напредок. Во некои поглавја имаме послаб напредок. Она што ни беше приоритет во моментот откако добивме кандидатски статус и откако ја потпишавме спогодбата за стабилизација и асоциација, беа сите тие економски поглавја, затоа што имаме слободна трговија со Европската Унија, и за да функционира таа слободна трговија, да можеме ние непречено да извезуваме на европскиот пазар, моравме да се усогласиме во однос на голем број економски теми, така што може би економијата и сите тие поглавја поврзани со економија, например царина, внатрешен пазар, конкурентност и така натаму, се во голема мера усогласени со она што го прави Европската Унија. Исто така во извештаите се нотира многу добар напредок во однос на некои поглавја како што се например истражување, наука, понатаму транспорт, исто така, а оние поглавја на кои што работиме во моментов и како што споменавме на почетокот се најделикатни можеби, тоа се политичките поглавја 23-24. И сега нашето доближување кон Европската Унија овозможува и искористување на нивни фондови. Имаме можност секојдневно да бидеме сведоци на реализација на проекти, без разлика дали станува збор за земјоделие, образование и така натаму. Колку овие фондови на Европската Унија ни се достапни и што се можеме и како граѓани и како институции во Република Македонија да користиме од овие европски фондови? Најпознати европски фондови кои што Република Македонија ги користи од 2007 година наваму се всушност така наречениот инструмент за предпристапна помош или ИПА, кој што се калкулира на 7 години. Значи за првиот 7 годишен период 2007-2013 година на располагање ни беа 614 милиони евра. За периодот 2014-2020 година на располагање ни се нешто повеќе средства, 664 милиони. Овие фондови се наменети од една страна за институциите, значи за јакнење на институциите кои што во иднина ќе треба да испорачуваат подобри услуги за граѓаните. Дел од овие средства се наменети за инфраструктурни проекти, дел се наменети за различни категории граѓани, како што се, например, земјоделците, тоа се средствата во рамките на ИПАРД програмата, земјоделство и рурален развој, а тука се секако и програмите за прекогранична соработка, каде што општините, локалните власти и граѓанските организации можат да аплицираат. Во однос на искористеноста, бидејќи се уште ги трошиме тие средства од првиот 7 годишен период, до сега имаме искористено околу 70%, меѓутоа овие средства ќе ги користиме до крајот на 2017 година, што значи дека би било реално да се очекува некаде до 80% искористеност.
20% би биле отприлика средствата кои што ние ќе ги изгубиме. Меѓутоа и тоа не, мислам дека не треба да го сваќаме некако трагично или како неуспех, заради тоа што со овие средства ние реализиравме многу видливи проекти. Некаде околу 3000 проекти се досега реализирани, што практично значи дека секој ден се реализира, почнува да се реализира некој проект со ИПА средства. И во таа смисла не постои земја која што ги користи сите фондови, особено кога фондовите се доверени на националните институции, затоа што е потребно известно време за учење, за адаптација, за стекнување на искуство и да се надеваме дека е во вториот 7-годишен период ќе имаме подобар процент на искористеност за разлика од првиот, иако и нели ИПА 1 сепак 80% се некоја солидна бројка. Дали сметате дека токму таа бројка на околу 80% искористеност на средствата укажува на фактот дека сме доволно запознаени за можностите кои ги имаме за искористување на овие средства? Па јас би рекла дека институциите, централните институции се доволно запознати, знаат како да ги користат средствата. Општините се исто така запознати, бидејќи прекограничната соработка, таа втора компонента на ИПА е најдобро искористена. Она што може би треба дополнително да се работи е да се промовираат повеќе фондовите кои што постојат покрај ИПА, кои што можат да бидат искористени директно од страна на граѓаните. Тоа се така наречените програми на Унија, кои што не се имплементираат од страна на националните институции, туку се имплементираат најчесто од страна на Брисел и каде што граѓани, без разлика дали се истражувачи, дали се некои компании, значи граѓани кои што немаат никаква допирна точка со институциите, можат сами да аплицираат. Мислам дека тие програми се оние на кои што и ние би требало да се фокусираме како институции во предстојниот период за малку повеќе да ги доближиме до јавноста. Доколку располагаме со ваква сума на средства како кандидат за отпочнување со преговори, колкави би биле сумите на овие програми кои би ги добивале, доколку сме полноправна членка? Некаде 5 до 6 пати поголеми. Меѓутоа, за да можеме да размислуваме за искористување или за апсорбција, како што ние се изразуваме на толку голема сума, ние мора да продолжиме да инвестираме во нашите институции и да градиме искуства. И во таа смисла, самиот факт што го споменав дека во Република Македонија националните институции се тие што ги спроведуваат европските фондови, е многу значаен, затоа што ако ги видиме земјите од нашето обкружување, без разлика дали се земјите кои што веќе имаат преговори, Србија, Црна Гора или пак другите земји кандидатки како Албанија или пак Босна и Косово, кај нив националните институции не ги спроведуваат ИПА средствата, туку делегацијата на Европската Унија или директно Брисел ги спроведува, што значи дека тие институции се некаде подалеку од нас, во однос на градење на таа способност да можат да ги апсорбираат средствата во моментот кога ќе отпочнат преговори. Кога веќе направивме една споредба со искористување на средствата со останати земји членки, земји кандидати за отпочнување на преговори, ајде да направиме една споредба и во однос на спроведување на реформи, приоритети. Еве, ги споменавте Србија, Црна Гора, како стоиме во однос на спроведување на реформите? Имајќи предвид дека ние сме веќе ветерани во процесот, дека многу подолго имаме спогодба за стабилизација, асоциација, дека многу подолго време сме кандидати, можам да кажам дека сме и доста понапред во однос на усогласувањето и сите оние аспекти што треба да ги исполниме пред се од техничка природа, дури од земјите кои што се веќе во процес на преговори како Србија и Црна Гора. Она што би требало да не загрижува е темпото со кое што се спроведуваат реформите кај нас, без разлика дали се работи или за политички чувствителни или за други усогласувања со европското законодавство. Меѓутоа и тоа не зависи 100% од нас. Значи ние можеме да работиме
и треба да работиме, да продолжиме нели да го правиме она што ни е наша домашна задача. Меѓутоа, земите кои што се во процесот на преговори имаат многу поголемо внимание, имаат многу повеќе ресурси, не зборувам за финансиски средства, туку човечки ресурси во рамките на институциите на ЕУ кои што работат со нив, ги насочуваат, ги водат, и тоа е она што нас најмногу ни недостига. Кога и ние би го имале истото внимание што Брисел го посветува на Србија или на Црна Гора, и нашиот реформски процес нормално дека би течел многу побрзо. И на самиот крај, кога можеме да очекуваме да добиеме некаква позитивна насока од Европската Унија? Па тоа би било навистина некое интригантно прашање и за мене, веројатно и за сите што се вклучени во процесот. Како што кажавме, ние продолжуваме да работиме посветено на самиот процес на европска интеграција, затоа што тоа е во интерес на нашите граѓани, а не заради тоа што ние сакаме да станеме земја членка само заради тоа да бидеме земја членка. Значи, остануваме ние да го правиме она што зависи од нас, а веројатно останува на Европската Унија да размисли со каков кредибилитет настапува во моментов кон една земја која што ги исполнува 8 години наназад сите предуслови да отвори преговори, меѓутоа никако не можеме да отпочнеме преговори, и тоа е евидентно и и се одразува врз поддршката на нашите граѓани за членство во ЕУ. Значи, двете страни имаат нешто што треба да направат во иднина. Се надевам дека одговоривме на доста интересни и актуелни прашања, и токму на самиот крај пренесовме и една убава порака, доколку некој во Европската Унија има можност да го слушне овој разговор. Се надевам дека пренесовме една убава порака. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и се надевам дека ќе имаме можност да разговараме и на веќе започнати преговори. Исто и јас. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното интервју. Мој денешен гостин беше државниот секретар во Секретаријатот за европски прашања Ана Блажевска. Ви благодарам за вашето внимание.